Почитувани колеги пратеници, почитуван представник на владата, господин заменик министр, господин Кирил Колемишевски, почитувана јавност, сега имаме повторно нов предлог на закон. Овој пат станува збор за предлог закон за изменување на законот за таксата за привремен престој. Значи, тука предлагач ни е владата на Република Македонија. Овластени представници се господинот Крешник Бектеши, министр за економија, како и господинот Кирил Колемишевски, заменик на министерот за економија. Имаме повереници, тоа се господинот Зоран Павловски, државен секретар во Министерството за економија, како и господинот Беким Хаджију, раководител на сектор во Министерството за економија. Овој предлог на закон е упатен на 24 декември 2019 година и тоа врз основа на членот 91 алинеа 2 од Уставот на Македонија, како и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Македонија. Значи, тоа е поднесено и утврдено на седницата на влада одржана на 24 декември 2019 година. И сега, кога ќе се разгледа малце повеќе овој закон, значи треба да дадеме оцена за состојбите во областа која што треба да се уреди со законот и причините за донесување на законот. Значи, законот за таксата за привремен престој, конкретно во службениот весник на Република Македонија, број 19 врз 96, како и 26 врз 02, 51 врз 03, 88 врз 08, 17 врз 11, како и 192 врз 15, е основен закон со кој што се регулира начинот и висината на таксата за привремен престој и се уредува начинот на плаќање на таксата и намената на средствата добиени од истата такса. Понатаму со предлог на законот за изменување на законот за таксата за привремен престој се врши усогласување на одредбите во кои што се препршани прекршочни санкции со истите пропишани од законот за прекршоците. Само ако може. Ја да молам колеги да го изслушаме колегата. Понатаму треба да ги видиме целите, начелата и основните решенија на овој предлог закон. Значи, предложените измени на законот за таксата за привремен престој се направени во согласност со член 192, став 1 од Законот за прекршоците. Тоа е во делот на службен весник на Република Македонија број 96 од 2019 година, а усогласувањето на одредбите од Законот за таксата за привремен престој во кои се пропишани прекршочни санкции со истите пропишани од Законот за прекршоците, ќе се овозможи намалување на висината на глобите преку утврдување на соодветни рамки на износот на глобите за сторен прекршок, во зависност од тоа дали станува збор за микротрговец, мал трговец, среден трговец или голем трговец. Законот, чие донесување се предлага, се заснова на истите начала, на кои се заснова и основниот текст на законот. Понатаму во делот на оцена на финансиските последици од предлог законот, врз буџетот и другите јавни финансиски средства, имаме посочено дека предлог законот нема финансиски последици врз буџетот и врз другите јавни финансиски средства. Во делот на процена на финансиските средства,
потребни за спроведување на законот и начинот на нивно обезбедување, како и податоци за тоа дали спроведувањето на законот повлекува материјални обврски за одредени субјекти. Се вели дека за спроведување на законот, за изменување на законот за таксата за привремен престој, не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту пак спроведувањето повлекува материјални обврски за одделните субјекти. Во делот на измените на законот имаме неколку моменти. Би сакал некој од нив да спомнам. Значи, конкретно, во членот 6, каде што вели во член 6 од овој закон, не вели во член 12б, зборовите односно на трговецот поединец се бришат. Понатаму во делот на член 7, од целиот текст на законот, зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република С Македонија. Уште еднаш, мислам дека се инсистира на ова, затоа што не е упатно и мислам дека граѓаните тоа не го поддржаа. Наминатиот референдум минатата година, значи имавме одзив, ако ги одземеме оние полнење на кутии, имаме одзив кој што реално беше некаде околу 27-28%, не повеќе. И понатаму велите дека овој закон влегува во сила на 8-миот ден од стапувањето, односно од објавувањето во службениот весник на Република Македонија. Во делот на образложението на прилог на законот за изменување на законот за таксата на привремен престој се вели, цитирам: објаснување на содржината на одредбите на предлог законот. Понатаму во членот 1 од овој предлог закон се менува членот 10а од законот за таксата за привремен престој, со кој одредби се утврдува надлежноста за водење на прекршочната постапка. Понатаму со членот 2 од овој закон се менува членот 11 од законот за таксата за привремен престој, со цел уредување на прекршочните санкции, односно нивно усогласување со висината на глобите, согласно законот за прекршоците на правните лица. Со членот 4 од овој закон се менува членот 12 од законот за таксата за привремен престој, со цел уредување на прекршочните санкции, односно нивно усогласување со висината на глобите, согласно законот за прекршоците за физички лица. Понатаму со членот 5 од овој закон се менува членот 12 од законот за таксата за привремен престој, со цел уредување на прекршочните санкции, односно нивно усогласување со висината на глобите, согласно спомнатиот закон. Со членот 6 од предлог законот одредени одредби се бришат. Со членот 7, како што реков, се прават оние измени кои што претходно беа спомнати. И во членот 8 од предлог законот се утврдува влегувањето во сила на законот. Во делот на меѓусебна поврзаност на решенијата содржани во предложените одредби, може да се констатира следново, а тоа е дека со оглед на тоа што изменувањето и дополнувањето на законот за таксата за привремен престој се предвидува изменување на веќе постоечки одредби на законот, решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата работа. И на крајот, со предложените измени и дополнување на законот, ќе се создадат услови за одмерување на висината на глобата да се врши воз основа на критериуми утврдени со законот за прекршоците. Има уште повеќе работи кои што може да ти треба да се спомнат, но за жал времето е ограничено. Благодарам.
Благодарам, бидејќи црпена листата на пријавени за збор, констатирам